καλωσορίζω και σας ευχαριστώ από καρδιάς για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και τη στήριξη με τη σημερινή σας παρουσία εδώ μέσα. Θέλω να καλωσορίσω από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και τον πρώτο γραμματέα του προξενείου της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, κύριο Ζλάτκο Πότευσκι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είχαμε κοντά μας και τον Έλληνα εκπρόσωπο στο προξενείο στην Πίτολα, τον κύριο Καρέλα, αλλά αν και παρακάλεσα τους αγρότες, στάθηκε αδύνατο να το επιτρέψουν να περάσει. Παρ' όλα αυτά, μεταφέρω τους χαιρετισμούς του και την θλίψη του που δεν είναι σήμερα μαζί μας. Όπως επίσης μεταφέρω και τον χαιρετισμό του καλλιτεχνικού διευθυντή κ. Γιάννη, που και ο ίδιος για τους ίδιους λόγους, εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων, δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μας. Δεν θα σας κουράσω, δεν θα αναφερθώ στην ιστορία που θα παρακολουθήσουμε απόψε, γιατί νομίζω ότι εμένα με ξεπερνάει, τις δικές μου γνώσεις τις ξεπερνάει, θα παρακολουθήσω και εγώ σεμνά και λιτά όπως όλοι μας την απόψινή παράσταση. Θέλω μόνο να πω ότι αυτή η παράσταση είναι μέρος ενός προγράμματος του Prespas Festival, The Ladies of Prespas Lakes, που είναι μια διασυνοριακή συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Είναι ένα πρόγραμμα επιχειρησιακό που χρηματοδοτείται από την Ευρώπη. Θέλω να ευχαριστήσω την κοινή τεχνική γραμματεία για την αμέριστη συμπαράσταση, για την υλοποίηση και την βοήθειά τους για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος, όπως επίσης και τα στελέχη του Περιφερειακού Ταμείου στην Περιφερειακού Ταμείου Δυτικής Μακεδονίας. Και από εκεί είχαμε μια πολύ μεγάλη στήριξη και μεγάλη συμπαράσταση. Και βέβαια να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη και τους συντελεστές του Stoby Festival για αυτή τη συνεργασία που μέχρι σήμερα είναι εξαιρετική και ελπίζω και στο μέλλον να συνεχιστεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Богот подземен те каже со судба погледа водија Геронтови немиве. Дом без сончев зрак, лесно да прифатите. Нек знае Богот црнокос, те каже со судба погледа водија Геронтови немиве. Дека секој човек добро ќе го најде. Секој човек побожен. А вие, жени, барбарки, зарем така се исплашивте? Од страв се ни попаѓавте. Ајде тела кренете, приберете се, нек снага веќе не ви трепери. Се овде судбината. И добро знаете, ја... Кербер! Дојди вам! Дојди вам! Кербер! Карон! Колку пати сум ти кажал? Да не импровизираш, Карон! Да не импровизираш! Гаси ги ефектите, гаси! Се беше изрежирано! Се беше изрежирано и едноставно беше! Само треба Кербер да го викнеш, да рипнам на главата, да рипнам горе до салто, да се вратам на главата едноставно! Господару, јас не сум виновен. Кербер мене никогаш не ме слуша. Никогаш! Тоа е лошо куче, господар. Добро, дојди. Извини, Харон, само така, знаеш, таков е и Кербер своеглав, троеглав е, таков е. Знаеш, дека се нервирам, само, се нервирам кога... Харон, готово. Не пак! Да, мораше така. Не пак, господару! Мораше така, за да видам, че приказам. И што се случи, барем кажете? Не ја одбраат металки сина. Па, добро. Така требаш. Не се смеј. Не се смеј, магарено, не се смеј, ѓубре едно! Не се смеј! Ти поима немаш како е, кога си на тој крај од врската, кога воопшто не те почитуваат. А браќа сме. Те сакам. Ако значи сега. Вие имате душа мека како памук. Добра е. Се врати во нормал. А сега нормално, да? Да, се разбира. Добро. Доволно е!
ќе поднесете. Се слушнав и се видов, наредно е да приступам. Антигона! Господару Антигона разгневена од земјата, а опасно е дух да страда толкова. Како мислите да им пресудите? На грешниците да им помага плак или лелек храна. Тие не би се опреле. Како закон божески јас прегазам. Честито е да ги почитуваш мртвите, Антигона. Но тебе те погуби упорноста твоја. Решено е и ти велам да надеве се да биде поинаку од што е решено. Мртва и славна ќе бидеш. Прескапо плати за сите татковски гребови. Електра, од мазничке на татково убиство најстрашно. Ти си света на татка одмазник, но и грешник на мајка убиец. Не страда ли Орест или само јас? Не, Орест само треба да ја напушти земјата таткова и ириниите ќе престанат да го прогонуваат. Нема никаква причина тој да страда за твоите гребови. Сега вие две, што од љубов пропативте. Никогаш не ќе речам брак, дека носи повеќе радост, одошто жалост. Затоа сведочат случки стари кои судбиниве ваши што ги гледам. Но како и да е, пресудата е следна. Медеа, душманке, зарем не ти рекоа, од земјата да отидеш, земајки си ги децата и немој да се браниш, веќе пресудив. Најобразен на себе, богови, на сиот род човечки. Јас за својата судбина и моите деца сама не знам. Чедоморка ти си, страшна и нечиста исто така. Можеш да се кажеш, но пресудата за тебе е строга. На детските рани мисли и на злосторството грозно. Ал ќе стига Господаро, да за крај ќе барам понизно молејки, сиратите да ми ги пазиш. Синот во брак со Милада е, ќерка ми со честит маж, а не да умрат пред време по мајка им што мине. Горе, поетите ќе пеат многу за тебе, у звук на седумжична лира. Ти таква тема и постави на поетите, за песни. Гробот твој нек не се смета како на други мртви изгубени, а нек се почитува како на Бог и да те честна патници. Штом смртник си се родил, еднаш умираш. И нема таков смртник, што на денот веќе утрешен ќе знае дали ќе е жив. Но моќта на судбината страотна е, со многу лица, и не ќе избегнат неа ниту богатствата големи, ниту родот благороден, ниту коравите силни, ниту курите тврди. Боговите такви се, непредвидливи. На што се надеваш, не доаѓа. Орфе, фала. Убав ден денеска, господар. Да? Да. Многу убав. 4 жени, ама 4 жени со приказни, еј. Многу им паза. Господару, Да. една вечност, ама една вечност. Да.